Нашите гости се двајца рекордери. Таа е Милосија, а тој Благоја. Пред нив торта на која има бројче 70, ама никој од нив не слави роден ден. Нашите рекордери празнуваат 70 години брак и тоа ги прави уникатни. Време е за топла прегратка и нежен бакнеш. Се наоѓаме во нивниот дом во село Бучинци, едно преубаво местенце во општина Илинден. Домаќините весело не пречекаа, не угостија и ни ја раскажаа нивната приказна која почнува во ноември 1955 година. Збор има Милосија. Ова уникатно има како да е? Нема такво име. У Македонија то нема. Од каде сте вие, Милосија? Од Косово. Јас сам лично од Подуево. Подуево, Косово, до Приштини. 30 км од Приштине према Куршумлие. Добро, и Тамо сум родена, а мој су од Крушевац. Од Косово, Милосија дошла во Скопје да си ја види сестричката, која била мажена тука. Прво сам дошла на гости, сестру има во овде мажену. На гости дојдо, ствари он ме видо по слика. Која ти ово сестра? Ја дете, 18 години. Кираџија бе. Он Кираџија, кај сестра ми имала, кај стара Нова Бања куќ, сестра ми. Ќе ме правиш зет. Каки зет она дете, ама ја ја сакам. Да прецизираме, нашиот Благоја, кој е роден во Бучинци, заминал во Скопје. Тука бил под кирија во куќата на сестрата на Милосија, ја видел на фотка и срцето му затреперило. Кој е видел неа, многу е засакав. Ама знаеш што е тоа многу? Значи љубов на прв поглед. Прв поглед нема тука ништо. Морам да викам да се ја детише. И сега следува драмата. Не проđe неколку месеци, се јави че доваѓу да ме просе. Уместо да прашал, они дојдеше да ме зиму. Ама ја кога рекол не, ја само под воз идем, а мажење одма. Ни ga знам, ни ga познам. Обште, само што сум ga видела кај сестра, не сум ga познавала. Значи само еднаш си имавте виден. Кај сестра ми што доđe од работа. Дошли 35 души, као наводно да ме виде, а они со намера да ме вере. И татко ми вика, синко, што ми е таква работа, не можеш да откажеш. Луѓе нема да враќамо тако. Дошли со намера една, да иду со друга намера. Поча они да се буне, зашто неću. Најпосле, тогаш се слушао родители, мора да биде закон. Синко, никад нисте ме обрукали, 11 деца. Пази, 11 деца, нисте ми бруку донели, сад ќе пристанеш да се вериш. И ја тако се вери. Благоја имал 18 години, Милосија 19. После 2 месеца била договорена свадба. Таа го напуштила татковиот дом и се упатила кон Скопје. И по еден снег, што да ви кажем, 2 метра снег, а ја бела на венчаница од Косово, преко ниве, 2-3 километра има од наша куќа кај што живела, до пруга, до воз. Халина бела до тука, жута, не бела, жута од снег и кал. Снег и кал. До Скопја ја дојдо у бела венчаница. Кога дојдо, ми смо били многу јаки. Тата ми имал многу добар занат, 7 заната. Има дуќан свој. Кога доđe овде, маса нема, кревет нема, столице нема, Рогоже. Каде живеевте кога се оженивте? Под кирија. Прво кај сестра живееме, после се оцелиме. Кај сестра. Кај болницата, у подрум еден, али имаме дупли кревет, железни, оние, као војничи, знаеш. Он ми пазар га купил, да го носам. Носам, тома не може да го унесеме тесна вратата. Милосија цел живот била домаќинка. Благоја завршил средно угостителско, па виша, а работниот век го поминал во Метропол, што ќе каже служел гости во Панорама, Пелистер, Дојран. Долги години бил и шеф. Со текот на времето си купиле стан во Кисела Вода. Ја кога работев, ја нема водмор.
дали било Гроздоберу Кавадарци, дали било одбор, фамилијата одбор у Дојран. У Дојран имаме ресторант. На акцiju. Не, чекайте, имаме ресторант у Дојран. И прашуват кој сака у Дојран. И кога бев келнер и кога бев шеф, ја фамилијата у Дојран имаше bungalови, соба една као гарсонери. Трите деца Милосе сос мене, ја работам тамо цел. И доручек, не на доручек не идем, а ручек и вечер служев тамо. Инаку Стојановски имаат изродено тројца синови, да не кажам Арслани. Кај се синовите? Двајца, еден у Канаду, еден у Америку и еден у Скопле. Најмал у Скопле. Најстар у Америку, средниот у Канада, у Ванкувер. Тројца синови, 3 снаички, 2 внуки, 2 внуци. Ке дојде и правнуче. Убав биланс после 70 години брак. Кучили смо. И двајца смо кучили, што е било најважно, и двајца смо били за куќу и за децу прави домаќини, прави родители. Пред точно 30 години го напуштиле станот во Киселавода. Купиле плац од 3000 квадрати во родното село на Благоја Бучинци и тука си направиле куќа. Ја овде кога дојдов, прво направив тоалет и второ из бунар ископав. Сам. Она ме влечеше еден тетин, дрчавчарец, живеше у Киселово, каде со него, тој пензионер, ајде. Он ме влече 16,5 метра. И ти до ден денеска си вреден, овдека имаш пластеник, што произведуваш се од земјоделие? Од земјоделие пипер и патличени. Имам и бостан, имам и жито, имам абе, чувам и кокоши, и кози, и свињи, се. И Милосија не мирува. На 89 лета секоја година прави ракија. Сама, цел 70 години, сама. Свој казан, свој ложе смо имали. Работа ја извршив ја, товари. Добро, важно, ракија, печење, ја, све. Уште, за јадење никој ми не спрема. Си готвите сами? Сама, уште готви. А и што готви манџички, туку и славенички торти прави. Благоја и на 88 години шоферира низ село. Да. Тоа ми беше као хоби, да ти кажам изгледа. Неколку пати биле во Америка, во посета на синовите и внуците. Јас сум бил 5 пати во Америка и во Канада. Ме воделе и у Лас Вегас и у... Свртевте нешто во Лас Вегас, а? Па ни дава 200 долари ќе ми даде синот, ја 100 ќе потрошам, 100 ќе става во джеп, знаеш. Мораш да мисли за дома, знаеш. 70 години брак не се шега. Имало и вакви и онакви моменти. Цел живот смо се мучили, работили и грабили, док смо млади, што повише да уграбимо за живот. Сега, фала Богу, све имамо, ама година летна. Брзо поминаа година? Многу брзо, не осети. Имаше ли кавги во бракот? Имаше и то како. Зашто се каравте? За ништо. Ти треба овако, ти треба онако, а ми свак на своја страну, после ќе се смиримо. Кој повеќе попушташе во бракот? Ти или господјата? Мен ми се чини дека ја попуша повеќе. Да. Ама и побрго и ја го и правам кавгата. Ќе дојдам малце пивнат. И дева што и нешто ќе најдеш да се скараш за мој. Си ја сакаш ли? Па, слушај, сакањето уште постои. Си го сакаш ли? А нормално, што му 70 години живела со него, мора да го сакаш. Фамилија се створила, мора да се сака, нема. И да си останете во љубов. Да. Ви благодарам многу. Фала, Да сте ви сине, здрави и живи. И види, чекате. Тоа би било се во оваа убава семејна епопеја.
Веселите Благоја и Милосија си продолжија да се дружат со роднините, соседите и пријателите. А ние заминавме воодушевени од топлината и едноставноста на нивните душички. Веројатно во таа топлина е суштината на животот. Живот крунисан со 70 години емоции, работа и почит.